Благодарам. Почитувани колеги пратеници, председателя на Собранието многу треба да се дискутира, посебно за ова законско решение, и токму поради ова ми е и процедуралното кое што го побарав. Имено, Законот за работни односи ни доаѓа со европско знаменце и точно во член 135 пишува кои закони и како и во која постапка и на што треба да се повикаат за да дојдат во Собранието, за да се разгледуваат со европско знаменце. Ова што вие денеска го правите тука е класичен скандал и злоупотреба и заобиколување на процедурата. Зошто го велам ова? Затоа што сакате преку Закон за работни односи, кој што е сега дојден од Министерство за труд и социјална работа, на кое што има европско знаменце и скратена постапка, да се заобиколи целосната постапка, односно процедурата за дискусија по ова законско решение. За јавноста да биде запознаен. Ова законско решение е уште во постапка поднесено од група пратеници. Имено, власта сакаше да ја заобиколи процедурата и за да не биде владата таа која што ги враќа назад судиите, односно го продолжува рокот по нивното официјално пензионирање до 67 години, го поднесе законот преку пратеници за ударот да не го прима владата. Кога најавивме дека вакво скандалозно законско решение кое што не ги решава проблемите во судството ќе го блокираме, истото се праќа во собрание преку постапка, скратена постапка и ставање на европско знаменце за нив. Зарем малку ви беше тоа што во извештајот за напредокот на државата се спомнува дека злоупотребата на европско знаменце е класична и е стална во нашето собрание. Дека скратените постапки се стални во нашето собрание. Колеги, немојте ама комисија за европски прашања направивте комисија за се. Јас сум сериозен дека треба да се размисли во иднина да ги укинеме другиве комисии. Дајте да остане комисија за европски прашања, дајте само 3 дена да дискутираме ако тоа ви е проблем. Немојте ги измачивме луѓево од комисија за европски прашања, сметаа дека се влезени за друга работа во таа комисија, со друга проблематика ќе се занимаваат. Кај нив поминува од закон за акумулатори, закон за трактори до закон за судии. Срамота е ова што се прави. Дополнително ваквото законско решение, во образлагањето зошто се донесува вакво законско решение, не спомнувате дека судскиот совет е тој што ќе решава кои се судии и кои не се. И ако спомна колегата пред мене за 60 на судии, помалку ќе бидат, колега, затоа што судски совет го ставаат таму да става граница. Се повикуваат дека нема доволно судии, ама и тие што сите нема да продолжат, туку ќе продолжат